Да сме ние сега во студиото во нашата кујна комплетирана и со третата вешта жена која што ни пристигна, тоа е Илинка од Струмица. Добре ни дојдовте, Илинка, и вие. Благодарам. Кратко, но сладко ќе биде вашето присуство тука, за да го комплетираме и она кое што го спомена претходно и Жана и Сонја. Зборувавме за успесите и активностите на вешта жена, дел од тоа сте се разбира и вие. Имавме во минатите изданија едно од вашите гостувања и при тоа покажавте што се прават вашите вешти раце. И спомена и Жана, кога се работи за сладки работи, кога се работи за десерти, вие сте број 1, нели? И тоа можеме да го видиме и со ова кое што ни го донесовте, тоа се овие колачи тука и оваа сладка погача, така? Да. И јас ќе препуштаме во следните минута-две да кажете нели што е она кое што сакате да го споделите со нашите гледачи во склоп на ова кое што и претходно го зборувавме за вешта жена, но и што е тоа кое што ни го донесовте. А ќе го пробаме подоцна. Прво да ве поздравам сите присутни тука, па и гледачите на Телма. Па еве, јас кратко беше времето, се потрудив нешто да ви спремам. Сладките се ние, тие се ги работиме во нашата сладкарница Елир во Струмица, па ете кога ќе посетите, ќе дојдете, ќе видите наши гости. Погачката е блага, не е солена. Внатре има брашно, квасец, шекер, млеко, тоа е за тестото, внатре има локум, суво грозе, ораси. Тоа е дополнено за вкусот. Значи богата погача. Да. Да, одлично. Кога зборуваме за вакви специфични колачиња кои што прво на изглед се навистина атрактивни, да речеме, и примамливи за око, веројатно се уште попримамливи на вкус. Како се изработуваат? Имате ли некои специфични рецепти кои што обично во сладкарниците не се разбира, не ги откриваат, но во однос на секојдневната работа и подготовка на таквите вкусни колачи? Знаеш, тие сепак се специфични, значи тоа е процес на изработка, затоа што внатре има тие полнеше, да кажеме, малина, портокал, брусници, значи фереро. Прво се подготвува едниот дел, па после се прави одоздоле имат самите кора, па имат мус. Така да подготовката е подолг процес и резултатот е на крај. Секогаш тоа така кога имаме вметната труд и кога што зборевме претходно со Жана и љубов се разбира во работата. Но вештите жени не се вешти само во правење на рецепти, вешти си во декорирање на трпезата, што е особено важно кога пречекуваме некого на гости за домашен мерак, како вели Милики во друштво со најблиските, секогаш да имаме убаво декорирана трпеза. Значи, имаме 7 дисциплини на таа надпреварувачка маса која генерално постои 30 години, но сите како Илинка што понатака ги охрабруваме и во економско јакнење на жената. Тоа значи излегуваат пред јавноста, покажуваат што знаат, полека ги охрабруваме дека можат понатака да продолжат во ова време невреме, да можат да се создаваат за себе и за семејството, и затоа ги поздравувам сите вешти жени од 92 па до сега кои својот бизнис го најдоа токму во кетеринзи, подготвување, правење и секако им веруваат и тие што купуваат од нив, тоа како што е случајот со Илинка. Така е. Дали вешта жена е отворена и понатаму за нови членки? Значи, вешта жена е секогаш отворена за нови членки и секогаш ни доаѓаат нови. Ние сме еден автобус, се качуваме сите, кој до кога сака седи, слага од автобус, друг се качува и така продолжуваме, што не значи дека застануваме тука, него остануваме на тој начин на кој што функционираме, а досега се испостави дека вистина сите овие работи што се пред се не прават среќни, што функционираме не само во Македонија и надвор од Македонија со една искреност меѓусебна. Така е. Тука ќе завршиме, пред да пробаме сето ова кое што го представивме на нашите гледачи, ќе завршиме со пехарот, кој што е вака представително ќе го донесе колегата. Да, пехарот пристигна во Струмица, само да кажеме дека најдно вешта жена ова година, пехарот во Кочани се падна паричката во Струмица. Здраве Божје, до година 28 мај ќе биде во Струмица. Ете така, еве финишираме и со пехарот за да може тоа кое што го зборувавме да и да вака го покажеме со пехар и кога ќе видиме еден ваков огромен пехар, тоа е тука се напишани сите градови во кои е одржан. Сега останува уште 4 града до крај.
за да направиме 25 града во кои што сме донирале за се она што мислиме дека е потребно, посебно организаторките од градовите. За Струмица 28 мај ќе видиме што тие ќе ни понудат и што ќе предложат. Ќе видиме и ние веројатно, нели, Секако. во иднина, бидејќи нашата соработка продолжува, тежок е тежак е богами. Како и да е, честитки за досегашната работа, многу успех понатаму. Се гледаме во следната сезона со уште многу нови вкусни рецепти, како што се и овие денеска. Ви благодарам што дојдовте, посебно и вие од Струмица. И што друго да посакам, да останеме во добро здравје, што е најважно, а понатаму се ќе биде како што треба и особено со хуманитарните организации, нели? Кои што се ваш составен дел. Тоа е мотото. Јас мислам дека секоја жена од Вешта жена е овој карактер хуманитарен. Сите сме на тоа поле. Значи секогаш подаваме рака и треба нешто, значи може да слободно од секоја жена од Поддршката е секогаш присутна. Ви благодарам многу. Еве тука ќе се одјавиме и потоа може заедно да бидеме на нашата трпезовна, нели Ненад? Така е. Секогаш со Вешта жена полно студио и полна маса. Го докажавме тоа и сега и овој пат и нормално ве покануваме слободно да ни се придружите и во новата сезона од септември со се она што вие имате да го споделите со нашите гледачи. А она што ние денеска со Иван имавме да го споделиме и генерално тимот на Утринската се до овој момент го направивме тоа. Веројатно се разбудивме заедно, испративме убава енергија по некој совет, имавме интересни актуелни гости, а така ќе биде и утре 5 минути пред 7 часот. Ве очекуваме на Телма во истото време. Ќе ве очекуваат и Марко и Цеце. Да, продолжете со таа енергија во текот на денот и се гледаме утре. Довидување.